Добро вечер, почитувани. Добре дојдовте во новото издание на ВМРО ДПМН зборува, пратениците зборуваат. Вечерва тема ни е надзорната улога на собранието. Политичката контрола и надзор над владата и над другите носители на јавни функции, што се одговорни пред собранието, е една од уставно утврдените надлежности на собранието на Република Македонија. Поважни механизми постојат повеќе за да се спроведува оваа активност. Такви се пратеничките прашања, интерпелација, анкетни комисии, изгласување на недоверба на владата и надзорни расправи. На оваа тема вечерва имам чест да биде мој гостин, мојот колега, пратеникот од општина Карпош, од изборна единица 1, господинот Тони Јаревски. Добре дојдовте. Добро вечер, Бети, добро најдов, фала ти на поканата. Со задоволство. Денеска сакаме да позборуваме малце за тоа какви се механизми најчесто користат пратениците да ја реализираат нивната политичка и надзорна улога врз владата или врз други носители на јавни функции. Една таква тема вчера најавивте за организирање на јавна расправа, надзорна, тоест расправа за квалитетот на воздухот. Какви се вашите видувања и што се таа надзорна расправа може да донесе да биде во интерес на граѓаните? Надзорната расправа во суштина произлегува од надзорната улога што има собранието на Република Македонија и е една алатка која што ВМРО ДПМН генерално ја има почитувано многу повеќе отколку нашите политички опоненти во минатото. Ако вака емпириски ги споредиме бројот на надзорни расправи, мислам дека досега на иницијатива или со поддршка на ВМРО ДПМН има во 2,5 мандата околу 22 или 23 надзорни расправи, за разлика од ние на шега го кажуваме 2,5 од во оние 7 години уништување на државата предводена од СДСМ. Така да, секако тоа е една корисна улога и корисна алатка која што може да допринесе и во однос на следливост и во однос на контролата на институциите кои што преди се формирани, односно има надлежност собранието, именувањето, кај што се води работа за извештаите и така натаму. Добар дел од дискусиите не биле и насочени во однос на разгледување на поединечните извештаи што ги прави Државниот завод за ревизија, кај што се покажа дека тоа е исто така институција која што изготвува квалитетни извештаи, има добри наводи и препораки кои што треба да се следат и кои што реално вака допринесуваат во подобрувањето, доколку се следат како што треба во подобрувањето на работата и функционирањето на предметните институции. Воедно, покрај формалните тела што постојат во рамките на собранието и органите, имаме и неколку неформални групи. Едната од нив е интерпарламентарната група за заштита на природата и чистиот воздух. Ние ја велиме популарно интерпартиска за животна средина, која што е формирана од представници од сите релевантни политички партии, во работата на истата често се покаруваат и професори, луѓе од фелата, представници на Сдружение на граѓани, невладини организации, се со цел да успееме, ако успееме да се надмине на дневната политика и да се работи во насока на подобра, почиста животна средина, поквалитетно секојдневие со решенија кои што би имале општ консензус. И групата ја формиравме неодамна, пред 10 дена. Плановите ни беа да имаме серија на дискусии, расправи, токму во насока на своевидна надзорна расправа, каде што требаше да бидат поканети и повеќе представници од извршната власт, да се прво да се изврши презентација на стратегијата за развој, бидејќи добар дел од истата е во корелација и во директна поврзана со исполнување на показателите во делот на екологијата и животната средина. Понатаму, сакавме да ги видиме и акционите планови и како и краткорочните мерки што се превземаат од владата, институциите и останатите општествени чинители во насока на обезбедување на подобар и почист воздух, бидејќи се разбереме и животна средина и воздухот, тоа се комплексни прашања кои што не се решаваат преку ноќ, не постои една мерка со која што ќе се надмине проблемот, ниту пак постои некој брзо потесно решение. Што се направило во минатото се направило,
можеме да ги согледаме грешките, да се направи еден пресек, анализа со цел да извадиме показатели како подобро и поефикасно се работи во иднина. И тоа е овој првиот наративен дел на едно наше изненадување. Добивме известување дека имале иницијатива СДСМ и Левица, веќе тие си функционираат како коалиција, нели? Не само во рамките на собранието, ние си го знаеме. Но едната, интересно, и едната е во формална, а едната е во полуформална или неформална коалиција, па со градоначалничката на градот Скопје. Да. Исто така директно засегната институција како единица на локалната самоуправа, најголемата во државава, кој што и како има ингеренции и надлежности по однос на превенирање на состојбите со воздухот, кое што сезоната се уште не е готова, но можеме веќе да сублимираме и да направиме компарација број на загадени денови оваа година во однос на периодите преходно. Она што генерално можеме да го кажеме на тоа поле е дека се додека не понудиме решение одржливо, дали се когенеративни централи, дали ќе одиме на имплементација и субвенционирање на новите ужаси, што се малтене со 100% што го пречествуваат договор. Или пак, додека не најдеме добра алтернатива на фосилните горива кои што се користат во домаќинствата, ние проблемите со амбиенталниот воздух ќе ги имаме, бидејќи постои јасна дистинција помеѓу зимскиот и летниот период. Се е апсолутно исто во текот на летото. И индустрија, и број на возила, и движење и така натаму. Единствената варијабла која што се разликува помеѓу летниот и зимскиот период се домаќинствата и затоплувањето. Така да пред да се отпочне со различни типови на мерки и на санкционирање на загадувачите, треба да се овозможат услови кај што граѓаните ќе може да ги искористат тие како предности, да се обезбеди алтернатива на тие горива и веруваме дека во еден догледен период, исто така и централите, имплементацијата и изведбата листите, во догледен период тој проблем ќе се реши. Така да се навратиме на надзорниот дел, сиве овие работи ги дискутиравме отворено и во јавноста, и во рамките на собранието. Многу ми е жал, ги отворивме исто и на првата конститутивна седница на интерпартиската група. Денеска дојавме, видовме, вчера практично беше тоа, кај што се утврди дека сепак и СДС и Левица, неформалните или новите коалицијски партнери, решија да тераат политика и нова поле за жал. Да видиме во ред, ќе одржиме надзорна расправа, во било каква форма, ќе разгледаме кои ги имаме повеќе опции, ќе дискутираме за се што е направено, ама и за се што не е направено во година и што треба да направиме понатаму. Надзорната расправа ќе даде можност да излезат многу работи на виделина. Впрочем, и Левица, нели, како дел од Советот на град Скопје, да се види што се имаат направено, што се немаат направено, поврзано со оваа тема. Добро, успеа си ги поделат директорите. Така. Сепак, значи, предвидуваме дека нешто ќе се случи, нели, кога станува збор за надзорната расправа, што е планирана во иднина да се реализира. Поврзана со оваа расправа, нели, за квалитетот на воздухот. Но што е она како искуство вие што го имате кога станува збор за некои надзорни расправи што се случувале во минатото? Како функционира овој механизам за контрола врз владата? Во минатиот мандат имав една надзорна посета, исто преку Зелената група, и бевме во посета на Националниот парк Маврово. Добро беше да се запознаеме со состојбите, добро беше да се укаже на проблемите кои што стојат. Лошо беше што иницијативата, поратово власта тогаш што извршна, не превземе никакви чекори. Ама тоа беше типична одлика за нив. Сега имаме друг пристап, имаме други општествени чинители, имаме друга влада, имаме институции предводени од луѓе кои што навистина сакаат да направат промени. И очекувам и од оваа надзорна расправа и сите други останати што ќе ги направиме, очекувам еден чекор напред придвижување. Верувам дека тоа ќе биде уште еден стимул плюс или уште еден охрабрувачки чекор
и за носителите на институциите, па и за нас самите како пратеници, да видиме како можеме да помогнеме некои работи се надминат. Реално, некаде има административни пречки за спроведување на некои мерки, некаде можеби се и законските основи, тука сте ние тоа, сме го имали од преходно. Стоиме на располагање, се надевам дека ете тоа што го имавме ние како најчиста намера преходно и преку оваа форма ќе успееме доколку се утврди потреба да се изгради еден консензус, да се направат потребните чекори и конечно да се надминат самите себе си, да се даде едно заедничко решение, бидејќи воздухот го дишиме сите. Да. И има мерки, има и активности кои што не се за дневна политика и доколку истите се утврди дека се реално потреби, се предвидени сега и со акциониот план, и со програмата на предметните министерства, се дел од развојната програма и зошто не би биле поддржани од сите партии. Ќе видиме што ќе дојде. Јас ќе се трудам да има што е можно поголем публицитет, да вклучиме што е можно повеќе засегнати страни со цел да имаме што е можно поквалитетна дискусија и подобри заклучоци од истата, според кои, повторно ќе нагласам, за разлика од преходно, сега ќе се постапува. Така. Вие вчера имавте можност да искористите и една друга алатка која дава можност за надзорна улога да се прави врз работата на владата и носителите на јавните функции, значи да поставувате пратеничко прашање. Самиот чин на поставување на пратеничко прашање и како механизам го користите тоа и претходно го имате користено и вчера какво беше вашето искуство? Тоа е многу корисна исто така инструмент кој што помага за развојот на демократијата во едно демократско општество. Мораме да нагласиме дека исто така и во делот на пратеничките прашања имаме серија на измени со новиот деловник за работа на собранието на Република Македонија, каде што овој моментот со пратеничките прашања, за разлика од преходот кој што беше еднашка само последниот четврток во месецот, сега практично секој 2 недели, каде што опозицијата има право два пати да поднесува пратенички прашања. Ама често бараат паузи. Ја не можам тоа да го разберам. Бети го дискутиравме и во собрание, опозиција си, да не го искористиш времето, да бараш повеќе паузи отколку можности да упатиш порака или прашање до носителите на институциите. Не можем да. Дали е тоа неодговорност, дали е тоа можеби неспособност или можеби не знаат што да прашаат, не може да најдат некоја замерка. Некогаш доволно прашање се постави да бидат информирани. Не го користат тоа. За волја на вистината, тоа е можеби единствената опозиција во светот која што и не е многу ни присутна во салата кога се пратеничките прашања, што е малку вака чудно. Еве да не ги коментираме нив, да видиме како може пратеничките прашања, бидејќи сепак надзорна алатка. И конкретно за имав јас прашање, а тоа беше поврзано па со уште една алатка што е во делот на надзорната улога на собранието, тоа се работата на анкетните комисии. Но пред да кажам за нешто поконкретно за тоа, морам да укажам еден мој личен став, а и твоја знам, често се имаме тоа дискутирано, има уште една алатка со јавните расправи. Да. И тоа е ситниците можеби се финесите не се толку големи, но е исто така многу важен инструмент, важна алатка која што може да допринесе во работата на собранието во насока на подобри, поквалитетни закони. Точно процедурата е детална, неколку моменти има при носењето на законите каде се закачуваат, нели, граѓаните имаат можност за коментари, може да се вклучат од фелата засегнати страни, при изработка на самите закони се исто така многу често се вземаат мислење на консултанти, експерти и така натаму. Се разгледува на неколку нивоа, кога ќе влезе во собранието, повторно има можност, нели, првото читање, работата на комисиите, вторите читања. Сепак и јавната расправа, да сметам дека треба да биде еден инструмент кој што допринесува за уште поквалитетно решение. И не го велам тоа случајно, бидејќи минатиот состав имав уште една јавна расправа, јас барем што присуствував, а имавме две, и во двете беа позитивни искуствата. Имало преходно и повеќе, но овие две беа добри. Едното беше со законот за буџетите, измените фискални основи, контролните механизми, така натаму, дефинирањето на праговите. И вториот беше со законот за светководство и светководствени стандарди, ако се сеќавате, каде што дојде до многу лошо решение, току јавната расправа, реакцијата на експертите и фелата
предлозите што произлегува од самата јавна расправа од сите засегнати страни внатре, најмногу од аспектот на тогаш ние бевме нели опозиција како пратеници, но морам да истакнам дека и експертите, здруженијата на светковителите исто така беа многу активни, добри предлози дојдоа, се модифицираше законот, можеби не е идеален, но дефинитивно се подобри многу повеќе. Сега да се вратиме на делот со анкетните комисии со пратеничкото прашање од овчера. Беше типично, бидејќи се отвори за темата за ситуацијата или состојбите во онкологија. И за жал, една од причините која што бевме згрозени сите и како луѓе, и како јавност, и како пратеници во собранието и така натаму. Ако се сеќавате, скандалот изби, кога се утврди, благодарејќи на интересот на медиумите тогаш, 2023 чина беше, каде што се утврди дека на пациентите на онкологија, наместо биолошка терапија им бил даван раствор. Потоа, во исто време се случи и извршената ревизија од страна на Државниот завод за ревизија и издавањето на извештај од нивни, каде што се увиде дека ситуацијата е многу посериозна од колку што мислиме. Во меѓувреме истите наоди од ДЗР беа доставени и до обвинителството, и каде што таква загриженост од страна на јавноста беше повод ние да помараме формирање на анкетна комисија која што ќе може да ги согледа сите состојби што се случувало и како се случувало, да видиме можните заклучоци и конечно се бара одговорност. Делот на собранието со анкетната комисија или со надзорните расправи, надзорните улоги, генерално што ги збориме, е нашиот во делот на барање на политичка одговорност. Се има органи на прогон државата кои што треба да ги преземат останатите мерки и доколку се утврди прекршување на законите, да се постават по истите, да се следат санкции и конечно да се дојде до одговорност. Од аспект на комисијата, политичката одговорност беше неспорна. 52 или 3 дена интензивна работа, десетици представници на разни организации, институции, носители на истите со нивни искази, повеќе министри, стотици страни материјали кои што беа разгледани, навистина беше фрапантно. Впрочем, и многу е интересно тогаш, навистина луѓето, учесниците кои беа дел од таа анкетна комисија, многу сериозно навлегува во анализата на сето тоа и учеството. Една од причините зашто се одлучи да го поставаме прашањето току денес на таа тема, тоа што видите. Покрај се тоа што испадна, ако сакате ќе не влеземе понатаму и во детали во истото, ние бевме сведоци пред неколку дена кога лидерот на опозицијата излезе кај што стапил во контакт со некои добронамерни вини, не знам самовини со кои бил во контакт. Така. И тие му кажале дека во суштина немало ништо. Него тоа што се случувало тогаш било обид да се наруши неговиот лик и дело. Бидејќи ете и постоело некои документи кои што или некои извештаи кои што некој рекол дека не постојат, а тој ги нашол дека постојат. Видете, во процесот на анкетната комисија не станува збор за една, не станува збор за две. 60 законски одредби од повеќе закони. Знаеш многу добро, така, имаме прекршување прекршочно, но имаме и кривично, кај што се понесува различен тип на одговорност. Овие се вторите. Станува збор за милиони и милиони евра проневерени во процесот. Исто така стануваше збор за процес кај што стотици животи беа загрозени. Да. И тоа за монструозни чинови. И сега, да некој така да настапи, дека било тоа само таков обид е малку несериозно и неодговорно прво. И второ тврдање, пазете, кажува, тогаш имаше лекови, а скандалот и измира и тоа што наместо некој давал физиолошки раствори. Крајно неодговорно. Затоа ми беше иницијативата да поставам, бидејќи ги утврдивме и хоророт, и хаосот, и башибозокот што се случувал таму. Дали владата е свесна во каква состојба ја затекла клиниката, дали се преземени чекори со кои тоа се стопира, и дали имаме активности во насока на нормализирање на работењето на предметната институција. Тоа е како прво. Второ, ме интересираше да знаеме што се презема за такво злодело и такви криминални шеми воопшто не се повторат повторно.
да бидеме сигурни. И третата работа што ми те синеше како прашање, иако директно не е да се извршната власт, но дефинитивно произлегуваат целиот работи, кога ќе видиме одговорност за тие случувања. Не може да се толерираат ситуациите каде што јавното обвинителство има проблеми со дигестивниот систем 2,5 години во континуитет. Зашто видите, знаете ли кога дава во суштина ДЗР во предиство предметот во јавно обвинителство? Не се сите предмети таму. Тие си вршат, си имаат наводи, даваат препораки како се постапува. Но има експлицитни ситуации како ова што било, каде што прекршувањата се енормни, каде што криминалот од месечина се гледа. Тогаш ги стува до обвинителство. Каде што се соочува со ситуации блиски или равни на фрапантни докази или фрапантни ситуации во кои што тие се самите сведоци, доколку не ги примат, некој би можел, условно кажано, да ги почувствува и како нивни соучесници. Но толку очевидни ситуации и за таква ситуација станува и овде збор. Можеме да отпочнеме од кршењето од земјањето лекови на реверси, со фиктивни фактури, фиктивни документи, непостојање на процедури, непошитување на критериуми, немањето на стручни колегиуми, непостојањето на клинички патеки, не е дефинирано како се направиле тендерите, како се местеле тендерите, сериозни проблеми, каде што верувам дека и покрај тоа што е владата веќе сведоци се направи серија на чекори, стигна веќе нековите, немаме недостаток. Од тие 45 или 6 се направи од 10 дена престана, нема веќе реверси, нема веќе такво кршење законот кај што во 4 очи се договараат без постапка, без ништо, во услови понатаму како што се спроведуваат. Вработени се голем број на нови доктори, 40 милиони е зголемен условниот буџет на клиниката за онкологија, динамиката, интензитетот на посветеноста на вработените исто така зголемена на задоволство нашето дона што го добиваме како фидбек од пациентите, додека немаме завршница пред судовите или додека јавното обвинителство не си ја заврши работата, јас верувам дека не постои граѓани на оваа држава, колку и да вложува сега владата, какви да направи чекори, доколку не дојде одговорност, никој нема да биде сигурен дека таква опасност не виси на нас. Одговорност и за онкологија треба да има, но исто така и добрата самовила на господинот Филипче што му шепнала, треба да му шепне дека и одговорност треба да има и за ковид кризата, да не ја заборавиме. Додека траеше анкетната комисија да низово, на сведочењето од тогашниот директор на Фондот за здравство, јасно и експлицитно стоа, стенограмите може да ги погледне секој што сака, дека ситуацијата со реверсија се случувала на сите клиники. Така. Ме разбирате? Да. Имате криминал на сите клиники. И за ова предметните министри дискутирале на влада. Од тогашната влада била минувана. Значи, апсолутно нема невинимо тој процес. Поминуваат границите. Но да видиме, да не збориме однапред, да нисме нека се мешаме во постапките на другите органи. Ќе почекаме што ќе произлезе од истото. Јас очекувам дека мора да се има одговорност со цел и следните чинители, и следните носители функции да понесат поука од неодговорното однесување на тие прехода. Така. Имавме едно искуство во собрание сега скоро, каде што се бараше интерпелација и таа е исто така интерпелацијата, алатка со која се врши надзор врз работата на владата и носителите на јавните функции. И тоа беше повеќе еден политички циркус, јас лично тука бара интерпелација, да, добро извиете. Да, тоа е политички циркус во режија на опозицијата. И бара на председател на комисија. Не бара за носител да извршва функција. Така, ама покрај тоа и нели и од министрите дополнително така. Ги побара за внатрешни работи, за медикот и така. Добро. Имавме искуство во овој мандат, во овој пратенички состав, малце се поинакви работите. По препорака на Европската комисија, од овој мандат се воведе и пракса малце поинаква да се организираат повеќе јавни расправи, дискусии на различни теми на различни работни тела во собранието, каде на истите како основа беше земен за дискусија извештајот на Државниот завод за ревизија. И врз основа на тие извештаи нели имавме една единствена цел да постигнеме, а тоа е да се пренесе пораката на јавноста каква е состојбата и што да превземеме понатаму.
Кои се вашите очекувања последни вакви јавни расправи врз дебата, нели, со дебата врз основа на вакви извештаи? Дали мислите дека овие алатки се можно за да се искорени криминалот, да не се повтори криминалот? За јавноста треба повеќе свесна да биде за тоа што реално се случувало во институциите и што во иднина ние како пратеници ќе превземаме на таа надзорна улога да ја имаме и што поголема свеста да биде дека криминалот не смее да се случува и сите овие работи да не се повторуваат. Говорите за поединечните извештања на ТЗР. Тоа е едното, да подсетам дека во предметните работни тела, како што се комисиите, не ги разредуваме финансовите планови и извештаите од работата на најголем дел од институциите, формирани или назначени од страна на собранието, кои што се исто така детални и кои што укажуваат на со своите параметри, со своите карактеристики за работење или неработење на истите. Ние не се двоумевме да имаме и негативни заклучоци или кај што извештаи кои што не поминаа, кај што јасно беше утврдено дека претходно институциите во 2024 така добар дел, барем половиката, не работеле како што треба. Јасно беше укажано несогласувањата, кои елементи не ги исполнуваат, таргетите не биле направени, плановите не биле реализирани и така натаму во детали да не влегуваме. Каде што јасно кажавме дека имаме негативен став како заклучоци, така беше утврдено. Но треба секој инструмент, секоја алатка да бараме начин како најмногу да се искористи. Па дури и некој тоа го дискутиравме, некогаш ќе кажат дека има и повеќе моменти да се искористат колку што е потребно. Јас пак кажувам, подобро да го имате како можност да искористите, а да не ви треба колку да ви треба, а да немате пропишана во актите на деловникот, статутот, подзаконските акти или така натаму. Го дискутиравме ова со подречните извештаи, имав и неколку средби кај што ТЗР представници стоја. Треба да се размисли, дека они си имаат програма, не можете па и сите ги разредувате поединечни извештаи. Дискусиите ни се водеа во насока, они имаат и групни, они оценуваат и успешност, ревизија на успешност на определени закони, на определени состојби, на определени институции. И даваат одредени препораки. Да, си имаат наоди, си даваат препораки. Треба да видиме, да се дефинира, се разбира, тоа е преку дискусијата на предметните тела, би требало да биде тоа што е можно почнесно да се искористи. И поединечни извршени ревизии по институции, кои што со некои, не знам, треба да знаете дека во период, например, сега за затоплувањето, определени институции ќе понесат поголем товар. Така, ако имате најава дека ќе имате криза со струјата, да ги направеа соодветните препораки, подготвителни акти преходно, не ќе ги имаме таков удар во енергетската криза. Можеби немаше да биде толку висока цената, можеби немаше да биде таква на состојбата со акумулациите и така натаму. Или не знам, доколку беа разгледани во претходниот период кога баравме ние како опозиција поединечни извештаи од неколку институции, немаше да имаме толкав финансиски проблем во шуми или во водостопанство. Доста такви дупки, како што ги имаме сега, да не можат плати да се исплатат, да владата биде практично приморана со ребаланс од самиот почеток. Да не ја спомнам дупката од 2 милиарди во фондот за здравство. Или, не знам, 12 милиони евра во институција како што е околија. Така да, треба да се одбере пристап, треба овие како мерки да се користи што е можно повеќе, но она што треба најмногу од истина произведат заклучоци кои што ќе водат кон поквалитетни законски решенија и поквалитетни и подобри состојби во институциите кои што се пребарат. Ние во минатото имавме можности да имаме и такви јавни расправи, каде што воопшто не ни стигнувавме до дел на носење на заклучоци, заради тоа што тогашната власт, сегашната опозиција не дозволуваше да се носат заклучоци. Благодарам, Тони. Јас верувам дека го задржавме вашето внимание и повторно ве поканувам во следниот петок на една поинаква дружба на сосема различна тема, а поврзана со собранието на Република Македонија. Благодарам.